Значи лета чорон. Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Соединетите американски држави воведоа нови економски санкции врз Северна Кореја и го зголемија притисокот врз изолираниот режим, поради потопувањето на воен брод на Јужна Кореја што заврши со жртви. Санкциите ги најави американската државна секретарка Хилари Клинтон за време на посетата на Сеул. Со ова ги започнуваме вестите. Хилари Клинтон, придружувана од секретарот за одбрана Роберт Гейтс, изјави дека новите санкции имаат за цел да спречат незаконски активности на режимот во Северна Кореја, вклучувајќи трговијата со оружје и луксузни добра што ја финансираат нуклеарната програма. Клинтон инсистира дека санкциите не се насочени кон народот на земјата. Американскиот претседател Барак Обама и британскиот премиер Давид Камерон го осуди ослободувањето на бомбашот од Локерби Абдел Басет Алмеграхи, но гостинот од Лондон ги отфрли американските повици за истрага дали нафтениот гигант Бритиш Петролеум е одговорен за неговото ослободување. Камерон рече дека Шкотска самата целосно ја донела одлуката, а не британската влада. Некои американски сенатори го обвинија BP дека лобирал за неговото ослободување во замена за добивање на деловна сделка со Либија. Американскиот претседател Барак Обама ќе го подпише законот со кој се воведуваат најстроги финансиски регулативи, уште од времето на големата депресија од 30-тите. Сенатот претходно ја усвои конечната верзија со која се реформираат законите од финансискиот сектор во сите сфери, за да се спречат проблеми како оние која предизвикаа финансиската криза од пред 2 години. Едно од новините е дека банките ќе мора да имаат доволна резерва на пари, за да ги покријат потенцијалните трошоци од лошите инвестиции. Реймонд Клапер, кого американскиот претседател го кандидираше за нов директор на Националното разузнавање, вели дека ќе ги искористи сите можности за зајакнување на соработката на владините агенции. Клапер ова го изјави на распитот за негово потврдување. Одредени сенатори за време на распитот поставуваа прашања базирани на серија написи во весникот Вашингтон Пост за поклопувањето во работата на американските разузнавачки агенции по терористичките напади врз САД во 2001. Холивудската звезда Линдзи Лоан ја мина првата ноќ за решетки од кусата казна за прекршување на условното пуштање на слобода во случајот со возење под дејство на алкохол. По излегувањето ќе замине на рехабилитација. Нова роља за актерката Джина Девис. Гувернерот Арнолд Шварценегер ја назначи на чело на Комисијата за промовирање на еднаквост на жените. Девис има 4-годишен мандат. Основачот на магазинот Playboy Хју Хефнер лансираше нова интернет страница, специјално за мажи smokingjacket.com. За разлика од магазинот, на неа нема голотија, но уредниците велат дека и текстовите ќе го привлечат вниманието. Јужноафрикански научници направија исчекор во борбата против сидата со вагинален гел, што го намалува ризикот кај жените да се инфицираат од вирусот ХИВ. Експертите наведуваат дека ова би можело да ја измени од корен заштитата на жените. Уште од почетокот на епидемијата на сида пред 30 години, истражувачите се обидуваат да произведат вагинален микробицид за заштита од вирусот ХИВ. Научниците Салим и Курајша Абдул Карим денови објавија дека гелот што го направиле дал големи ветувачки резултати при клиничкото испитување на 900 жени. Карим за Гласот на Америка изјави: Жените што употребуваа гел имаат 39% заштита против инфекција, за разлика од оние што земаа пласибо. Новиот гел содржи тенофовир, антивирусно лекарство што спречува растеж на ХИВ во клетките. Карим смета дека истражувањето е потврда дека гелот може да даде добри резултати, но потребни се дополнителни испитувања пред да се најде на пазарот. Предвидувањата се дека тоа може да се случи за 2 до 3 години.
Директорот на Агенцијата на Обединетите нации за борба против сидата, Майкл Сидибе, е оптимист. Во 30 годишната борба против сидата, ова е по прв пат да можеме да зборуваме за револуција во превенцијата. Гелот се применува до 12 часа пред сексуален однос и уште еднаш, што е можно поскоро по односот, но не подоцна од 12 часа. Повеќе од 1 век Националната зоолошка градина во Вашингтон привлекува посетители. Има околу 2000 животински примероци, од инсекти па се до слонови. Таа воедно е и засолниште за многу видови на кои им се заканува истребување. Овие млади на андиската мечка се најновиот пород во Националната зоолошка градина. Во природата тие се во опасност од истребување. Директорот Денис Кели вели дека успехот колку што се однесува на институцијата, толку е и за природата. Во градината има околу 400 видови. 1/5 од нив се загрозени и во ризик од исчезнување, како црвената панда. Во природата останале помалку од 2500, заради губење на нивната животна средина во Кина, на Хималаите и Бурма. Зоолошката помогнала да се родат преку 120. Повеќето дојдоа на свет на 100 километри од градината, на парче земја од околу 1700 хектари сместено во планините Шенандоа во Вирџинија. Тука е седиштето на Институтот за биолошка конзервација на институцијата Смитсонијан. Стивен Монфорд е директор на институтот. At any one time we have between 30 and 40 species of mammals and birds. Имаме меѓу 30 и 40 видови на цицачи и птици. Работиме со видови од висок ризик на кои им треба помош од науката и размножување. Монфорд вели од институцијата буквално се очекува да чини чуда. Така и прават, со помош на современата наука. Се врши вештачко оплодување, се следат дури и хормоните преку примероци од изметот, се проучува ДНК-та на животните. Во зоолошката градина во Вашингтон знаат колку е тешко да се спаси еден вид од изумирање. Затоа раѓањето на секое младенче наголемо се прославува. А утре зошто еден филм? Само за време на првиот викенд на прикажување заработи над 60 милиони долари. За ова гледате во четврточното издание на Newsflash. Утре во Newsflash, филмот Зачеток, визуелен спектакл за соништата. Што се може да се случи кога хакерот ќе пробие во потсвеста. Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.